Добар ден, драги ученици! Темата на овогодишната математичка школа, како што знаете, е за алгоритми, сметачки машини и нивната примена. Првиот дел од школата работи по 22 училишта по паралелки низ целата наша република и обработува темата за програмскиот јазик Fortran 4 и решавање на некои нумерички проблеми со помош на сметачките машини. Вториот дел од школата работи тоа е јунскиот семинар во Скопје, каде што ќе се обработува теоретската основа од алгоритмите и рекурзивните функции. А третиот дел пак, како што знаете, тоа е семинарот во Охрид, каде што ќе се обработува малку повеќе за структурата на дигиталните сметачки машини, како и за основните принципи и закони при работата на сметачките машини. Во оваа емисија ние накусо ќе се запознаеме за сметачките машини, за нивната појава и поделба, како и за развојот на сметачките машини. Малку ќе зборуваме исто така за структурата на машините, потоа ќе зборуваме за основните единици на сметачките машини, за дигиталната сметачка машина и како програмираме на сметачките машини. Електронските сметачки машини се појавија пред 3 децении, но во овој кус период тие на својот развој тие навлегоа скоро во сите подрачја од човечката дејност. Го ослободуваат човекот од рутинската работа при пресметувањето и со тоа му овозможуваат поквалитетно интелектуално творење. Заради големиот успех на сметачките машини при обработувањето на голем број податоци, често погрешно се наречени и електронски мозоци и се створил мит дека го надминуваат човекот и дека се поспособни како во начинот на мислењето, така и во одлучувањето. Во стварноста, сметачката машина е поспособна од човекот само во поглед на брзината и точноста при извршувањето на операциите и во можностите на зачувување на податоците. Самата машина не е способна самостојно да размислува и не може да направи ниту еден чекор ако тој не е бил однапред предпишан, се разбира од човекот. Таа работи само според упатствата кои што ги дава човекот. Покрај способноста без грешка да обработува голем број на податоци во најкратко време, сметачката машина има уште една битна предност на човекот. Машината е објективна. Таа не знае за умор, расположение или секирации, таа нема подсвест и кога работи, на нејзе не може да се влијае. Резултатите не ја возбудуваат, но од друга страна, машината не мисли. Квалитетот на нејзината работа е еднаков на квалитетот на влезните податоци. Ако на машината ѝ се дадат лоши, односно погрешни податоци, влезни, тогаш таа ќе дава лоши, односно погрешни резултати. За оваа особина на машината постои еден интернационален израз, GIGO, и тој израз GIGO произлегува, кратенка е од англиската поговорка, израз Гебич in, гебич out, што на македонски значи отпадоци внатре, отпадоци надвор. Значи, сметачката машина работи онака како што човекот сака. Ако и дадеме погрешни отпадоци, тогаш погрешни податоци, тогаш погрешни резултати ќе добиеме. Всушност, значи, видовме електронските сметачки машини се електронски уреди наменети за вршење на сметачки операции. Постојат два основни типа на сметачки машини. Тоа се аналогните и дигиталните сметачки машини. Аналогните сметачки машини работаат со броеви, но кои што се представени континуирано, и тоа со некоја аналогна физичка величина која што континуирано се менува. Дигиталните сметачки машини пак работаат со броеви, директно со броеви, значи со дискретни величини. Ние понатаму ќе зборуваме само за дигиталните сметачки машини и кога ќе речеме сметачка машина, ќе подразбираме имено само дигитална сметачка машина. Како се дошло воопшто до идејата да се конструира сметачка машина? Што им претходело на денешниве модерни сметачки машини?
Уште од времето кога човекот почнал да употребува аритметика, тој пронаоѓал средства кои ќе му помогнат при сметањето. Еден од првите и најоштроумни примери е сметалката, најпримитивен предок на модерните сметачки машини, кој се користи уште од 450-тите години пред нашата ера. Сметалката тоа всушност представува низа од паралелни жици на кои што се наредени топчиња и со помош на кои што ние рачунаме, а која што на сите вас ви е добро и позната. Многу математичари и филозофи понатамо се обидува да дадат свој придонес во вештината на сметањето и конструкција на механичка сметачка машина. Почнувајќи од Блес Паскал, Лајбниц, па се до англискиот математичар Бебич, кој што всушност беше најистакнат меѓу нив, кој стигна најдалеку и во почетокот на 19-тиот век ја конструирал својата така наречена диференцијална машина. Но сепак Бебич не успеа, бидејќи неговите идеи беа далеку над времето во кое што тој живееше и беше пред се ниското технолошко ниво причина за неговиот неуспех. Еве еден дел од првата диференцијална Бебиџова машина. Дури со појавата на електричеството и електромагнетното реле како прекинувачки елемент, конструирана е првата електрична машина и тоа значеше прв почеток кон развојот на сметачките машини. Од тогаш до денеска изминаа повеќе генерации на електронски сметачки машини. Првата генерација беше реализирана со електронски лампи, потоа се пронајде транзисторот и се користи како нов прекинувачки елемент транзисторот и се развива втората генерација од сметачките машини. Третата генерација пак ја користи технологијата на интегрирани и микрокола. Од лабораториите денеска излегува веќе четвртата генерација од сметачки машини и таа се развива повеќе во правец на виртуалната меморија, значи веќе се развива само смерот на меморијата на машините. Од генерација во генерација значајно се намалуваат димензиите на сметачката машина, пред се како последица од тоа што значајно се намалуваат и димензиите на основните електронски елементи кои што се користат во структурата на машината. На сликата можеме убаво да ги споредиме смалувањето на димензиите на електронската лампа, електромагнетното реле, транзисторот, интегрираното коло и комплексно интегрирано коло. Во едно интегрирано коло се наоѓаат дури и по десетици, па и повеќе транзистори, а димензијата е само скоро иста како и самиот транзистор, а да не споредуваме пак со електронската лампа. Со смалувањето на димензиите на електронските елементи, со тоа и на самата сметачка машина, се скратуваат и врските помеѓу самите елементи, а со тоа секако и се зголемува брзината на пресметувањето во сметачките машини. Значи, од генерација во генерација, значајно се смалуваат димензиите на елементите, на машините, а потоа со тоа и зголемуваат брзините во пресметувањето. Да видиме кои се сега основните единици на сметачките машини. Според функцијата и конфигурацијата, основните единици на сметачките машини се групирани во две групи, и тоа централен или процесен дел и периферен дел. Централниот дел врши нумерички и ненумерички операции, се грижи за правилно извршување на операциите, за активирање на поедините делови од сметачката машина, како и за зачувување на податоците. Составена е од три значени единици, основни единици, тоа е аритметичката единица, во која што се извршуваат основните аритметички операции и логички споредувања, потоа управувачки дел, кој што управува со сите единици на сметачката машина, ја контролира нивната работа и се грижи за правилно работење на сметачката машина, и централната меморија, во која што ги зачувуваме податоците и програмите во мемориските келии. Секоја меморија е составена од низа мемориски келии, а пак секоја мемориска келија си има своја адреса. Најчесто во досегашните
машини се користи меморијата со магнетни јадра. Јадрата се мали кружни феритни прстенчиња, мали колку глава од шпенадла, и еве ако ги споредиме со мравката, колкава е нивната димензија, и тие се нанижани на редови, на жици, во редови и во колони. Така нанижани, тие ја формираат мрежата од јадра, која што е наречена матрица. Да ја споредиме големината на матрицата со кибритчето. Магнетните јадра можат да запамтат две состојби, односно можат да бидат намагнетизирани во еден или во друг правец. Затоа при сметачките машини се користи бинарниот, односно двоичниот броен систем. При двоичниот броен систем ни требаат само две цифри, односно две состојби, со помош на кои ќе ја покажеме, ќе можеме да го покажеме бројот. И затоа тој се користи како многу практичен за сметачките машини, за разлика пак од декадниот, каде што ни се потребни 10 цифри, односно ни се потребни 10 состојби. Тоа е за централниот дел, а периферниот дел пак на машината, тоа е всушност комуникациона врска помеѓу централниот дел на машината и периферниот свет. Овозможува читање на податоци, испишување на резултати, потоа чување на други податоци на некоја помошна надворешна меморија. Затоа ги делиме нив во три категории, и тоа влезна единица, тоа е онаа која што ги прима податоците и програмските наредби. Најчесто овие информации ги внесуваме преку дупчени картички, па како влезна единица се користи читачот на картички. Освен тоа, можеме да ги добиваме преку магнетна трака или магнетен диск, и како влезна единица ќе ја користиме соодветната единица за магнетна трака или пак за магнетен диск. Можеме да ги внесуваме податоци и преку дупчена папирна трака, во тој случај ќе ја користиме читачот на папирна трака. Преку излезните единици ги добиваме пресметаните резултати, и тие ги добиваме во читлив облик, може да бидат како печатени резултати или пак во облик на график. Ако ги добиваме како печатени резултати, тогаш ги добиваме преку штампачот, брзиот линиски штампач, а ако ги добиваме во вид на график, тогаш преку плотерот. Инаку како излезна единица може да ни користи и читачот на картички, ако сакаме резултатите да ги добиеме преку дупчени картички, кои што понатаму би ни користеле како влезни податоци за некоја друга програма. Или пак да ги ставиме само на диск или на магнетна лента, или пак на дупчена папирна лента. Надворешната меморија исто така спаѓа во периферните единици, и тоа е онаа меморија која што ја користиме за зголемување на мемориските капацитети на сметачката машина, во случај да не ни е доволна меморијата која што ни е на располагање во централната единица на самата сметачка машина. На нејзе зачуваме голем број податоци во траен облик, најчесто тоа е магнетна трака или пак магнетен диск. Периферните единици не се непосредно сврзани со сметачката машина, туку преку така наречени комуникациони канали. Кога имаме веќе сметачката машина, сега треба да работиме на нејзе, и сметачката машина, мораме да ја програмираме, да ја кажеме што треба да работи. Со програмата ние кажуваме на машината што сакаме да работиме, значи програмата е работен налог на сметачката машина. Со програмата мораме да ја кажеме кои податоци треба да ги земеме, потоа што треба да се работи со тие податоци и на крај кои резултати сакаме да ни ги отпечати, односно не сите резултати што ќе ги добие во текот на пресметувањето, ние ги добиваме како излезни резултати. Сметачката машина без програма е неспособна за работа. Тоа е исто како и музичката кутија, која што мора да има ваљак со игли за свирење. Музичка кутија без ваљак, тоа би било сметачка машина без програма. Ваљакот со игли, тоа ќе представува програмата и податоците,
а музичката кутија со валјакот пак, тоа заедно ќе биде сметачката машина со програмата и податоците. За да може музичката кутија да дава тонови, тогаш во низе мора да се стави валјакот со игли, кој точно определува по кој редослед кој тон треба да свири. Исто така, ние со програмата и даваме на машината информација, наредби даваме со кои податоци што треба да работи и кои резултати потоа да ни ги даде. Припремата на програмата се вика програмирање. Сметачката машина е составена од електронски и механички единици и секој од овие единици се врши својата функција во текот на работата на машината. Со програмата на секоја од овие единици и кажуваме што треба да работи. Кога би морал човекот кој што ја пишува програмата да мисли на структурата на сметачката машина и да ја има предвид целата електроника од сметачката машина, тогаш програмирањето би било многу тешко, дури често пати дури и невозможно. Затоа програмирањето е развиено во друг правец. Еве само една слика како изгледаат врските на електронските кола во сметачката машина. Работата со сметачката машина мора да биде едноставна и непосредна. Затоа посебен програмски систем ја превзема функцијата и организацијата на делувањето на сметачката машина и овој систем е во форма на голем број во форма на пакет програми кои што се складирани во машината. Затоа човекот кога програмира веќе не размислува и не мора да ја знае структурата на сметачката машина. Тој програмира на еден од вишите програмски јазици кои што се дури и проблемски ориентирани. Инаку програмски јазици постојат уште почнувајќи од апсолутниот машинскиот програмски јазик, кој што е најблизок до машината и кој што машината го разбира што треба да направи, потоа преку символичниот јазик, кој што е малку посовршен и полесен за програмирање на човекот, на крај се развиени автоматските програмски јазици, кои што се најлесни, најдостапни за човекот за програмирање. Тие се проблемски ориентирани во зависност од тоа што сакаме да решаваме со нив. Ако решаваме инженерски, технички проблеми, тогаш се користи јазикот Fortran, кој што доаѓа од кратенката формула, од името Formula Translation, земајќи ги првите имиња, првите букви од двата збора и што значи преведување на формули. За математички проблеми најзгоден е јазикот Algol, кој што е исто така името го добил од Algorithmic Language, што значи алгоритамски јазик, па и самото име веќе ни кажува дека тоа би бил јазик кој што е најблиску до математичките проблеми. За комерцијални проблеми е јазикот COBOL, а пак комбинација од сите три јазика е јазикот PL1. Овие јазици се најмногу и најчесто во употреба, што не значи дека се единствени и дека само на нив се програмира. Како што напомнавме на почетокот, ние ќе работиме на Fortran јазикот и ќе ја пишуваме програмата во Fortran. Програмата Fortran ја пишуваме, значи тоа се низа од наредби, а пак наредбите ги пишуваме на посебни формулари. Секоја наредба ја пишуваме во посебен ред од овие Fortran листи и така напишани една по друга, тие ја формираат програмата и тоа по тој редослед како што треба да бидат извршени во сметачката машина. Од овие листи потоа понатаму се дупчат картичките и тоа секој ред од листата се дупчи на по една картичка на дупчалката за картички. Така се формира пакетот на програмата, кој што потоа се пушта во машината и се извршува онака како што се картичките подредени една по друга, односно онака како што сме ги напишале во самата програма на Fortran листата. После читањето на картичките, централната единица ги обработува овие податоци,
повторно според програмата по која што сме предпишале, а резултатите пак ќе ги добиеме на излезната единица, односно на брзиот линиски штампач на бескрајниот формулар. Ние следниот пат ќе обработиме еден конкретен проблем и ќе видиме точно како оди изработката на програмата, почнувајќи од поставувањето на задачата, преку пишувањето на програмата, анализирањето на проблемот, потоа дупчењето на податоците и работата на програмата и добивањето на резултатите. Ќе видиме тоа како работи една паралелка од нашата математичка школа. Па довидување до следниот пат.